Во март зголемен број на заболени од овчи сипаници, регистрирани случаи на заразни заушки, нови 43 случаи на голема кашлица имаме од 12 до 18 април. Дополнително, променливото време им задава главоболки на родителите во однос на вирозите со нивните деца. На сите овие теми разговараме наредниве минути со доктор Сања Цилевска, педијатар. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Ќе започнеме со променливото време, она што најмногу веројатно се дискутира изминативе години, изминативе денови, имавме температури до 30 степени по 10 дена, еве ги 17-18. Ни прави проблем на нас возрастните, но секако и на децата. Родителите велат периодов глава не може да кренат од вирози. Какви се искуствата од работа, докторка? Па да, доста деца се периодов болни, тоа го гледаме впрочем и ние намален бројот на фреквенција на деца и во вакциналните пунктови, бидејќи се болни. Некои родители дури доаѓаат и да кажат дека детето е болно и дека ќе одложат вакцинацијата. Со порастот на температурите предходните недели букна ентеровирозите, значи стомачните вируси. Имаше зголемен број и на салмонелози, и на алиментарни интоксикации, труење со храна. Сега пак некако ни актуелен грипот, пак ни се риновирусите, повеќето деца се со кашлици, со растечени носиња, и тоа е очекувано со оглед дека најголемиот дел од респираторните вируси ја бараат таа пониска надворешна температура за да се реплицираат на почетокот во носот. Така да и тоа е очекувано, меѓутоа некако се навикнавме на овие промени на времето и сме навикнати со оглед дека едно детенце малечко секако во годината е очекувано да се разболи 8 до 10 пати, меѓутоа тоа се обично вирусни инфекции кои што поминуваат само со симптоматска терапија. Бидејќи најчесто знаеме и ние родителите да бидеме доктори, многу често и многу постручни од вас, нели? Да. Давајќи терапија на своја рака на своите деца. Што можеме да направиме во овој период во однос на заштитата? Многу често се зборува за бустање на имунитетот по вештачки пат, со суплементи, со витамини. Што е оно што вие го препорачувате во моментов? Секако тоа што се препорачува е здравата храна пред се, значи секое детенце треба да има барем 5 порции на овошје или зеленчук, значи 5 овошки или зеленчуци во текот на еден ден, пиење на доволно количество на вода и многу важно доволен сон. Значи на децата им треба сон. Сонот помага не само во растот и развојот, туку и во самиот имунолошки систем. Постојат децата кои што се помали од 3 години, нивниот имунолошки систем е се уште во созревање. Кај нив можеме да препорачаме доколку има потреба некогаш витаминска терапија, некогаш поради анемии, поради несоодветна храна, некогаш децата во овој период се прибирливи јадачи, знаат одредена храна да јадат, одредена да не јадат или само да јадат неколку типови на храна. Тогаш често пат имаме анемија кај нив, значи намалување на концентрацијата на серумско железо, посебно затоа што повеќето од нив одбиваат месо во тој период да јадат. Така да, тука некогаш се препорачуваат препарати на серумско железо. Секако, последниве години на големо се зборува за витаминот Д, и неговата улога не само како витамин, туку и како хормон и како имуномодулатор. Витаминот Д во соодветни дози може да биде протективен и во однос на автоимуни заболувања и во однос на намален имунитет. Така да го препорачуваме секако витаминот Д кај децата до 1 година и во летните и во зимските месеци, а кај децата над 1 година само во зимските и есенските месеци, кога нема доволна изложеност на ултравиолетовите зраци. За жал и оваа година во глобалната недела на имунизација повторно зборуваме за неопходноста од редовниот вакцинален календар, од вакцините како последица на тоа што имаме низок процент се уште, низок опфат на вакцинација. Процентот од година во година изнесува околу 70%, што не е доволно секако за колективен имунитет и задоволително ниво. Последица на, предпоставувам, се уште актуелните и гласни антивакцинални кампањи. Да. Тешко не оди борбата со нив. Да, еве во текст сме на недела на имунизација. Точно е дека антивакциналните кампањи се доста гласни, доста агресивни. Меѓутоа, еве, се трудиме, некако на родителите им треба повремено вакво подсетување како
за жал во вид на епидемија, за да се свати дека вакцината делува у суштина, затоа што во мирни услови дејството на вакцината е невидливо. Нели вие вакцинирате, носите здраво дете, прима вакцина од која што се можни одредени несакани реакции, кои што се лесни и брзо поминуваат, меѓутоа родителите не го сваќаат тоа значењето на тоа на долги стази, па затоа вака повремено ни се случува некоја епидемија за да не подсети на значењето на имунизацијата и за жал нели мерката градинка која што морам да кажам дека го даде оној најдобар ефект во однос на појавата конкретно за пертусис. Каква е состојбата со големата кашлица? По последните статистики велат дека имаме нови 46 случаи од 12 до 18 април. Ме интересира дали се загрижувачки. И сега имајќи предвид дека целата оваа ситуација поттикна голем дел од родителите да ги вакцинираат своите деца, но сепак имаме статистика која што вели дека во урбаните средини се уште многу е помал опфатот на вакцинација за разлика од руралните средини и помалите градови. Да, во урбаните средини, затоа што родителите премногу време посветуваат на социјалните мрежи, премногу се информираат од нерелевантни извори од типот на форуми и слично на интернет. Често пати нели и Google, меѓутоа и Google од нерелевантни извори, не од оние проверени, рандомизирани студии кои што ги користиме ние во нашата пракса, велиме медицина базирана на докази. Така да тоа е причината, луѓето во поруралните подрачја не се користат толку интернет, социјалните мрежи, општо има поголема доверба во докторите и здравствениот систем и тоа е основната причина. Инаку постојат одредени антивакцинални кампањи кои што посебно се изразени, ние тоа го гледаме во некои училишта, на пример, колегите од школска медицина во школските диспансери, знаеме дека одредени училишта, дури одредени оделенија почесто одбиваат одредени вакцини, така да дефинитивно тоа се антивакцинални кампањи кои што нели влијаат и си едни према други. Имаше некоја информација изминатиот период дека откако настапи на сила неопходноста за задолжителна вакцинација комплетна без за да не може да се оди во училиште и во градинка, дека одредени родители дури им се заканувале на педијатрите за да им дадат потврда дека детето не може да се вакцинира. Сте имале таков случај? Има доста такви случаи, на дневно ниво ги има. Забраната е за жал само за во градинка, не е за во училиште, затоа што училиштето е задолжително според закон. Меѓутоа, еве сега исто така е периодот на уписи мај месец за прво оделение, доаѓаат родителите да подигнат потврда за децата дека се вакцинирани уредно, односно неуредно. Има доста деца кои што се уште ја немаат примено МРП вакцината, а се запишуваат во прво оделение и за жал, освен списоците кои што ги испраќаме до Државниот санитарен здравствен инспекторат за понатамошно испитување, нема друг инструмент со кој што може да се убеди, односно натера родителот да го вакцинира своето дете. Во однос на МРП имаме ли некаков напредок во однос на опфатот? Да. Периодов од како помина оној месец до 2 од почетокот на пертусис, кај сите оние деца кои што има пропуштено и МРП и пертусис ревакцината, имаме периодов с големен број на дечиња кои што примаат МРП вакцина и секако тоа е за поздрав. Секако тука кажуваме дека до сега немаме пријавено ни една сериозна несакана реакција, ниту од пертусис, ниту од морбили во моментов. Така да ете препорака и покана до родителите да си дојдат и децата да си ги примат вакцините на време. Уште еднаш да разрешиме недоумицата во однос на двојната вакцина со ДТП и МРП. Споменавте дека вирузите го одложуваат процесот на вакцинација кај многу дечиња, па некако на родителите им доаѓа одеднаш да треба да ги примат, што име голема недоумица дали тоа да го направат. Вие како здравствени работници велите да, меѓутоа од друга страна двојбата и грижата на родителот како и со така разнишан имунитет да му се дадат две вакцини, Да. како атак на организмот се подразбира, нели? Да, за жал многу има митови околу тоа кога детето смее, односно не смее да се вакцинира. Вирусните инфекции не треба детето да прими вакцина во моментот кога има акутни симптоми од типот покачена телесна температура или не знам диареја кај стомачните вируси или повраќање. Во моментот кога детето ќе оздрави може да има резидуални симптоми од типот една кашлица горно респираторна, еден секрет во носот и тоа не е контраиндикација за детето да се вакцинира. Секако постојат, ние се водиме според светските
научните препораки според медицина базирана на докази, каде што постои одредено растојание помеѓу две живи вакцини, односно помеѓу две инактивирани вакцини, помеѓу инактивирана и жива вакцина и кога две вакцини може да се дадат истовремено. Вакцината што содржи пертусис 5-валентната, односно 4-валентната ревакцина е инактивирана вакцина, значи во неја нема ниту една жива компонента на вирус или бактерија или токсин. Така да таа вакцина може слободно да се даде заедно со вакцината за морбили, рубеола и заушки, која што е жива вакцина. Стравот генерално потикнува од неинформираноста, причина повеќе да зборуваме гласно и да ги информираме родителите, тоа ќе може да го направат и викендов еве да узнаат се што е неопходно бидејќи имаме и настан. Да, така, во тек е неделата на имунизација, тоа е оваа тековна недела, каде што, како што видовме колешката од Прилеп, се организира теренска имунизација. На ниво на државата ќе бидат околу 70 тима, планирано е да се посетат повеќе од 3000 семејства на невакцинирани дечиња, ставен е акцентот на посебно на пертусиси на морбили. Во сабота ќе има настан во градски парк на школка од 11:30 со омилените ликови на дечињата Биби и Боби, со цел да се дружиме и да се свати значењето на имунизацијата во мирни услови пред да се случуваат несакани работи како епидемии, како компликации од заразните заболувања кои што се вакцино превентабилни. И уште еднаш некако на крајот на разговорот да потсетиме да не се доаѓа за се битно и небитно на лекар, бидејќи многу често и во тие чекални неголемите вирузи се закачуваат и да бидат трпеливи родителите. Имаме реакции дека многу често се чека по долго во чекалната додека се добие можност за преглед. Така, да, значи некако родителите најмногу ги плаши покачената телесна температура и тука ги фаќа паника. Сепак треба да потсетиме дека покачената температура е фактички заштитен одбранбен механизам, затоа што повеќето вируси и бактерии се реплицираат на онаа телесна температура. И кога организмот сам ќе си ја покачи температурата, тука запира репликацијата на патогените причинители и организмот практично сам се штити. И ако родителот брза да ја спушти таа температура, не го добиваме очекуваниот ефект од покачената температура. Значи, остануваат препораките. Температура која што трае 3 до 5 дена, не бара посета на лекар, само ако е како температура без некоја загрижувачка кашлица, без тешко дишење кај детенцето. Температурата е одбранбен механизам, не треба да се спушта ако не е над 38,5, освен кај деца кај што има некаква препорака во типот на фебрилни конвулзии. Така да родителите треба да бидат истрајни. Најдобриот ефект се постигнува доколку детето се остави само да си ја спушти температурата. Што правиме, докторка, на крајот на разговорот, што секоја вируза на децата ја поминуваме и ние. Да. Да. Значи секоја вироза кај децата си има свој тек. Значи не треба да не фаќа паника, не треба да брзаме на лекар ако нема некои загрижувачки симптоми кај детенцето. Треба да оставиме да делува, треба да оставиме детето само да се избори со симптоматска, со супортивна терапија, со чајчење, со течности доста. Да се остават децата да го стекнат природно својот имунитет, да не се чуваат во стакленот звоно, да им се дозволува играње надвор, во прелјавштини, да се дружат со децата, да посетуваат градинка и сето она кое што е нормално и кое што било нормално и за нас како деца и сега веќе треба исто така пак да се врати да биде нормално. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро и одговорите кои ни беа неопходни. Ви благодарам и на вас. Колешката